Почитувани, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на политичкиот магазин За или против. Вечерва со мене Елена Марковска-Цветановски, на мое огромно задоволство, поранишниот пратеник Илија Димовски. Добре дојдовте во За или против. Димовски, не сте прв пат во оваа емисија, меѓутоа сте прв пат гостин кога јас сум домаќин и чест ми е што ве имаме вечерва во ова петочно издание на За или против. Благодарам за поканата. Ке се согласите со мене дека поминавме едно лето, еден летен период полн со скандали. Не знам од каде да почнам и што е поголем скандал, мислејќи со кое прво прашање да ја отвориме емисијата, ајде да кажеме според тежината, нели под наводници. Не знам од каде да почнеме затоа што изби скандалот со оној монструозен скандал со онкологија. Притисоци за промена на устав, измени на кривичен законник, нови закони се предложуваат во собранието и за тоа ќе говориме во текот на оваа емисија. Почна учебната година, учениците 15 дена се без учебници. Имаме иселување на млади, имаме низа други проблеми кои што ни се случуваат изминатиот период. Имаше само една светла точка, можеби ќе се согласите со мене, знам дека сте фан на македонската фудбалска репрезентација, имавме резултати 1-1 со Италија, но и таму се посрамотивме, ако се согласувате со мене. Со теренот. Со теренот, така и тука имаше забелешки од Европа и од секаде, бевме на подсмев, ете така да кажам, во нешто што требаше да биде гордост за Македонија, но да почнеме со ред, имаше многу тендери, ќе зборуваме за Евровија, ќе зборуваме за Бехтел и Енка, чинам дека нешто што најмногу остави печат, гнев, револт кај народот е она што се случи со онкологија. Пратениците денеска ја разгледуваа предлог одлуката за формирање на анкетна комисија за случајот од обвинителството. Вчера чинам излегоа со информација дека истрагата се проширува и во Косово и во Албанија. Денеска информираат дека двајца пациенти се викнати веќе таму за да ги кажат своите сознанија и да придонесат околу истрагата за овој случај. Мислите ли дека Македонија ќе види чиј бел мантил е испрелјан во овој скандал? Има два нивоа на одговорност. Има одговорност на оние кои што го креирале тој начин на злоупотреба на целиот систем на клиниката за онкологија. Веројатно станува збор за поголем дел вработени лица во самата клиника за онкологија, но имаме и системски проблем. Зошто се дозволило да се случи тоа? Зошто потврлиле сите институции во Република Македонија кои што се надлежни за контрола на сите тие процедури и процеси, и зошто се случило да бидат отфрлени софтвери и системи кои што гарантирале, а биле набавени претходно, кои што гарантирале дека не може да се дојде до ова. Видете, во таа клиника има директор, но покрај директор има и управен одбор, назначен од Министерството, односно од владата на Република Македонија, кој што има надлежност да врши контрола над работата над директорот. Во Министерство за здравство има сектори кои што се надлежни да вршат контрола над работата на секоја клиника. Во оваа држава има и државен здравствен и санитарен инспекторат, кој исто така има надлежност да врши контрола врз сето тоа. Имаме Министерство за внатрешни работи кое што има одделенија и одделенија во својата структура кои што се задолжени да следат и да пронаоѓаат криминал. Во оваа држава имаме и јавно обвинителство во кое што има стотици вработени лица, јавни обвинители, истражители, служби, кои што исто така се надлежни да вршат контрола над сите возможни криминали во оваа држава. Проблемот е во фактот за поздравување што новинари ја пронајдоа оваа афера. Тоа е некакво признание спрема целата новинарска фела, но голем проблем е ако се докаже она што се тврди дека 5 или 6 години ова се случувало без да реагира ниту една државна институција досега. Добри, не е спорно, новинарите тоа има работа во ред, да истражуваат и да објавуваат. Тоа е така. Работа на новинарите, но новинарите не добиваат плата од државен буџет. Не добиваат плата од даноците кои што ги плаќаме сите. Плата од даноци кои што ги плаќаме сите зима јавно обвинителство, инспекторати, Министерства за здравство, написи и истражувања од новинарите, ме разбирате, се објавени и повторно никој не реагира. Подолг период очигледно. Подолг период, така. Додека не дојде скандалот до една своја екзалтација кога се виде дека практично никој во оваа држава во овој момент не може да процени колку луѓе животно се оштетени, дали се 5, дали се 50, дали се 500.
Значи никој не може да ја даде таа проценка и никој досега И не се даде доведовме во одговор. ситуација новинарите да бидат истражители, така. Тоа е за почит, тоа е за респект. Новинарската фела навистина треба да ја има таа улога, но повторно ќе кажам, во оваа држава има стотици и стотици луѓе кои што добиваат плата, извршуваат јавни функции, избрани се за тоа, да не се случи ова. Ние систем воспоставуваме за да имаме контрола и да имаме план што правиме, а не благодарение на реакција од медиумската сфера, од новинарите, да гасиме огнови. За поздравување е формирањето, иницијативата и формирањето на анкетната комисија во собрание. И што треба да донесе таа анкетна комисија? Ајде да им мое објасниме на искуство, гледачите, да. не знам колку им е Сум бил јасно јас што член треба во- да донесе таа Сум анкетна бил комисија. член во минатото во некоја од анкетните комисии, за жал како собрание досега нема трак рекорд да биде пофалено за ефикасност и за конкретни резултати од анкетните комисии кои што досега функционирале во собранието. Денеска го слушнав составот на анкетната комисија, ќе има председател од ВМРО да помане таа анкетна комисија, но мнозинството ќе биде од владиното мнозинство. Ќе видиме како тие односи ќе бидат регулирани, веројатно уште на самиот почеток на работата на анкетната комисија ќе можеме да дадеме проценка дали анкетната комисија е формирана за да се истражи случајот и за да се дојде до некакви заклучоци од страна на собранието, или ќе биде формирана и ќе биде манипулирана со мнозинство гласови внатре во собранието. Она што може да го направи собранието преку оваа надзорна алатка, анкетна комисија, која што е предвидена и со деловникот за работа на собранието, е да влезе во детали, во било каков детал. Значи може да влезе и во стручен детал, може да покани професори од медицински факултет да дадат свое видување, може да покани лица кои што работат на истрагата од МВР, секако во рамки на можноста да зборуваат јавно ако станува збор за некаква предистражна или истражна постапка, може да повикуваат директори, членови на управен одбор, може да повикуваат лица од Фонд за здравство, лица од Државен здравствен инспекторат, да проверат зошто ова се случувало толку долго. Значи не е само проблем дека имаме скандал, проблем е дека имаме континуиран скандал од веројатно 5 или 6 години. Јас се надевам, сум разговарал со неколку од пратениците од ВМРО ДПМН, гледам дека има енергија, гледам дека има желба, заради тоа што навистина мора некогаш и собранието да даде одговор на овие прашања, но повторувам и потенцирам. Уште после првите неколку седмици на таа анкетна комисија, за која што верувам дека ќе има огромен интерес во јавност, ќе можеме да процениме дали власта се согласи на формирање на оваа анкетна комисија со искрени намери за да се расчисти скандалот или со користење, односно злоупотребување на мнозинството гласови внатре во анкетната комисија, ќе манипулира, ќе одолговлекува и така натака. Мора исто така да потенцираме, без разлика дали ќе се случат избори многу скоро или ќе се случат напролет, овој парламентарен состав практично има мандат од не повеќе од 4 месеци од денеска до своето завршување со работата. Така да оние пратеници тука и сомнежот дека можеби ништо нема да се оние пратеници кои што ќе се нафатат, оние пратеници кои што ќе се нафатат да бидат членови или председател на оваа анкетна комисија, јас би ги советувал прилично директно, прилично јасно дека мора да се зафатат со работа ден за ден. Што да не биде тоа денеска, па по 10 дена, па по 30 дена, па 20, ден за ден, заради тоа што реално мандатот на овој парламент е сосема на крај. И таа комисија сте биле сега дел од парламентот, од собранието и ги знаете работите нели внатре. Заклучоците од таа комисија потоа што со во тоа? принцип, ако анкетната комисија, нашите институции не реагирале до сега, а имале сознанија, па новинарите дури им пласираа на тацна што се вели, па толку време помина, тогаш што е со оваа анкетна комисија? Анкетната комисија може ги повика и новинарите да ги споделат своите сознанија. Анкетната комисија може да направи таймтейбл, односно табела со временска рамка кога се објавувале документи и зошто никој не реагирал. Ако знаеме дека пред година и пол најмалку 2 медиуми издавале информации во врска со тоа, собранието може апсолутно да праша во обвинителство, да праша во Државен здравствен инспекторат, во Министерство за здравство, во Фонд за здравство, зашто не е ништо превземен. Анкетната комисија на собранието би требало да му поднесе извештај за својата работа со сите превземени активности и да му предложи заклучоци. Тие заклучоци може да бидат
и насочени и кон други институции. Може да заклучи анкетната комисија дека јавното обвинителство не си ја завршило својата работа. Може да заклучи дека државниот здравствен инспекторат пречутувал или пак ги завршил своите работи. Да, затоа што министерот кажа дека биле државниот инспекторат на терен, меѓутоа не нашле ништо спорно. Па тоа треба да се провери. И треба да се провери пред очите на јавноста. Значи, анкетната комисија значи дека таму може да се случува и сослушување. Не сослушување во смисла на истражни действија, но секој од членовите на анкетната комисија ќе може да постави прашање на сегашниот министер, на претходниот министер, на сегашните директори на Фонд за здравство, на претходните директори на Фондот за здравство, на директорите од клиниките, имаат обврска да се појават пред собранието. Тоа е некаква форма, значи анкетната комисија и надзорните расправи како алатки на собранието се некаква форма која што собранието за жал се уште во нити половично не ја исполнува, а се вика надзорна улога на собранието врз извршната власт. Да видиме, пак велам, потенцијалот на сите пратеници кои што ќе бидат членови во оваа анкетна комисија е огромен, да покажат дека може да се направи контрол, па на крај на краиштата да предложат заклучоци за било каква одговорност на лица кои што не превземале мерки или па учествувале директно во вакви злоупотреби, и мислам дека собранието на овој начин може малце да си го врати својот углед. Ако ве прашам дали треба да има политичка одговорност, го знам одговорот. Го споменавте неколку пати досега, меѓутоа дали очекувате да има некаква политичка одговорност, затоа што сведоци сме дека случајот со модуларната болница во Тетово заврши како што заврши, нели, освен кабелот што е виновен, не видовме нешто посебно дека се случи, а живи изгореа 14 луѓе. Мислам, тоа е исто така толку драматично. Таму малце непријатно е да се каже, но таму луѓето денеска излегоа на протести, ме разбирате, денеска дојдоа во Скопје и излегоа на протести. Но ќе ве потсетам дека имавме уште поголем случај со Беса. Така е. Транспорт, како се вика, травел, не знам, небитно, каде што ни изгореа 40-тина, можеби и повеќе наши сограѓани, тука не е ни кабелот дефиниран дека одговор. Видете, нас веројатно политичкиот систем ни е малце лошо поставен, да бидам искрен, и ова го зборувам дури ако сакате и од позиција на само критика. Мислам дека парламентот досега не покажа сила во ситуација на грешки на извршната власт реално да реагира и да донесе заклучоци за политичка одговорност према поедини министри. Тоа не се случило ниту во овој мандат, нити пак наназад со години, ако сакате 20 на години. Мислам дека еден од дефектите е тука, но од друга страна пак ние не видовме ни само критика кај владеачката коалиција од аспект на тоа дека не понудија нити оставки, не понудија нити скриени реконструкции на владата кои што ќе значеа некакво преќутно признавање на одговорност и желба да се подобрат состојбите. Мислам дека лек за целата оваа состојба можеби лежи повеќе во промена на изборниот модел и давање на малце поголем капацитет и индивидуална сила на пратениците во собранието. Знаете, сега имате пратеници од СДСМ кои што молчат, се кријат, нема никогаш да ви дадат изјава, но ќе гласаат така како што ќе им кажат од владата. Тоа не е добро. Тоа не е добро и сме го гледале наназад и многу пати досега. Моето чувство е додека тука не ги поместиме работите, дека ќе биде тешко да некогаш собранието се натврли над извршната власт, онака како што по устав што е предвидено. Ме интересира и ваш коментар околу протестите што се случија. Ги имавме веќе два пати, чинам до сега, има најава и за во понеделник повторно пред владата, па се оди до јавното обвинителство и таму се упатуваат пораки за оставки, бараат одговорност луѓето. Сметате ли дека ова е начинот да се изрази револтот и сметате ли дека политичките партии треба да дадат поддршка на граѓаните кои што се на улица? Значи, јас мислам дека има премалку протести во Република Македонија, ако видиме колку многу по број и колку големи скандали имаме во Република Македонија. Зошто е тоа така? Мислам дека имаме едно чувство на
општо кај граѓаните на незаинтересираност кон општествените процеси. Не велам кон политичките, туку кон општествените процеси. Граѓаните мислат после притисоците кои што се случија во минатите 5-6 години во врска со многу одлуки спротивни на ставот на мнозинството граѓаните мислат дека што и да направат, нема ништо да промени. И тоа е лошо чувство, едно чувство на апатија, на безнадежност, на неангажираност и така натаму. Јас мислам дека ваквиот тип на протести треба да се случуваат почесто, но повеќе би сакал да ги гледам како искрена граѓанска иницијативност во целата работа. Многу посреќен би бил кога тоа автохтоно би го правеле земјоделците за земјоделските прашања, превозниците за нивните проблеми, луѓето кои што се оштетени во вакви здравствени скандали, здруженијата на лица од различни проблеми, не знам, диабетичарите до ден денеска гледате се собираат, па ги примаат, им ветуваат, па не им даваат, па 9 месеци, значи имаме на повеќе ниво. Да, партиите треба да поддржат вакви протести, но треба да внимаваат кога ја поминуваат границата. Првата граница е на чувството да не се злоупотребуваат личните трагедии за политичка агенда. Тоа го гледавме за време на шарената револуција со агресивни и непријатни злоупотреби на животни судбини за политички цели. Тоа не е добро да се повторува. И во смисла да не се наметнуваат партиските агенди, знаци, знамења и така натака. Да, ворете партиите да учествуваат и да поддржуваат вакви протести колку што можат повеќе, но оваа граница мислам дека треба да постои некаде. Може би затоа првиот протест беше, ајде ќе кажам, поброен за разлика од вториот, затоа што излегоа и политички партии со упатија некои пораки, па граѓаните, јас бев на тој протест, беа револтирани и навистина велат дека не треба политиката да се меша во ова, ворете политичарите да дадат поддршка, меѓутоа не да упатуваат тие протести да се искористат за упатување на или собирање на политички поени. Да, апсолутно. Мислам дека со други зборови го кажав истото така. Претходно. Добро е да поддржуваат, но треба да знаат докаде е линијата која што не би требало да ја поминат. Сега, по скандалот со онкологија, излезе и информацијата за измените на кривичниот законник и имаше секакви обвинувања. За ВМРО, ДПМН, за власта и така натаму, веќе ги апсолвиравме и ги зборувавме неколку пати. Што се крие зад измените на кривичниот законник, сега вас ќе ве прашам, што вие мислите? Некако јавноста или така некако се проба во јавноста да се протне онаа информација дека постои договор меѓу власта и опозицијата и тоа е се само заради уставните измени. Постои ли нешто вакво? Имате ли некоја ваква информација? Ако постоеше договор, веројатно до сега ќе беше свикана повторно седницата за уставни измени и ќе беше изгласана. Меѓутоа, Ковачевски е некако прилично оптимист во своите изјави. Да, Ковачевски е оптимист од лани во јули месец кога го прифати францускиот предлог. Сега сме веќе средина на септември. Тоа се повеќе од 14 месеци поминати, во кои што тој, Маричич, Османи, Пендаровски упорно повторуваат дека имаат обезбедено доволна бројка на пратеници и никако не успеваат тоа да го покажат. Јас сум сигурен дека ниту еден од пратениците на ВМРО ДПМН нема да поддржи ваква процедура во Собранието на Република Македонија. Тој аспект се чувствувам прилично комотен. Ако дозволите, јас би сакал да ги прокоментирам оправдувањата на власта околу овој закон. Добро. Има три тези кои што упорно ги повторуваат премиерот, председателот на државата и поддржувачите на Социјалдемократскиот сојуз. Првата теза е велат треба да се забрзаат постапките. Но треба да им кажеме на граѓаните дека со кривичниот закон воопшто не се регулира брзината и динамиката на водење на постапките. Тоа се регулира со сосема друг закон кој што се носи со двотретинско мнозинство во собрание и се вика Закон за кривична постапка, односно кривично процесно право. И тука се регулирани, во тој друг закон се регулирани временските рамки, роковите,
улогата на судиите, на судечкиот совет, на адвокатите, на обвинителите, на поротниците, на обвинетите и така натака. Значи, апсолутно е неточно тврдењето на власта дека со ова ќе се забрзаат постапки. Заради тоа што со овој закон не се регулира тоа. Втората теза е дека ние имаме високи казни. Таа може би е точна, веројатно е точна. Но прашањето мое е, ако имаме констатација дека во нашиот кривичен закон, споредено со Словенија или со Германија, или со Хрватска, или со Чешка, имаме повисоки казни, зошто собранието по предлог на владата не направи намалување на сите предвидени казни во кривичниот законник, туку тоа го направи само за неколку члена. Така, ако беше искрена намерата и ако беше целта да се намалат казните, Добро. за да не бидат тие, како кажа премиерот, од комунистичко време, тогаш требаше да предложат намалување на казни кои што ги тангираат и нормалните луѓе кои што не се занимаваат со политика. Вака политичарите доаѓаат во една ситуација да бидат малце поповластени од сите, малце попрви од сите други граѓани. И третата теза е дека на овој начин ќе се подобри процесот на конфискација на имот, а тоа го вели влада која што 2 години, 3 години најавува носење на закон за потекло на имот и никако да го видиме тој закон во процедура во собранието. 3 години се Спорно фали ли е што се донесе со европско знаменце? Апсолутно. Апсолутно, да е класично злоупотреба на деловникот. Овој закон, законот за јазици, законот за Бехтел и Енка, ратификацијата на договорот со Бугарија, ратификацијата на Имаше Преспанскиот обвинувања дека договор. пратениците од ВМРО ДПМН е биле во собраниската сала. Значи, прво да Ме интересира констатирам, и околу европското тоа знаменце коментар. е злоупотребено. Точка. Добро. Околу присуството на пратениците, јас разговарав со неколку од пратениците, ме убедува и тоа сам си го видов и го проверив, дека секако власта имала обезбедено мнозинство во собраниската сала, заради тоа што таму биле присутни и пратеници од Алијанса, кои што не гласаа, но биле тука за да направат Алијанса за албанците, биле тука за да направат мнозинство и дилемата секако постои, останаа пратениците на ВМРО ДПМН и гласаа против, но како ќе беше толкувано од јавноста ако излезеа и не гласаа против. Ме разбирате? Сега, мене не ми се допаѓа искрено, некако постои дел од опозицијата во Македонија кој што повеќе се занимава со опозицијата отколку со власта. Мој совет е тоа дека треба да прекине, треба да запре, треба сите опозициони Да ве прашам на кого мислите? Па не мислам на никого. Мојот совет до сите е дека ако искрено сакаат да се смени оваа власт, треба да се прогласи мораториум на било какви напади помеѓу опозицијските партии. Значи единствена цел која што треба да се постигне, се тргне оваа власт која што на милион различни полиња оштетува државата. Ние не можеме да наброиме области, теми, програми во кои што сакате производство на млеко, сакате учебници, сакате катастрофата со високото образование, значи милион теми. Секоја опозициона партија може да се најде своја агенда, своја тема и да се бори против оваа власт која е катастрофална за Република Македонија. Апсолутно нема потреба да имаме опозиција која што ќе се конфронтира меѓу себе. Имаше коментари дека измените на кривичниот законник се носат во овој период, нели кажавме, затоа што пред нас се уставните измени и гласањето, па дека тука бил пазарот, па се споменува дека Никола Груевски ќе се враќал назад сега после ова, па дека ќе излегле од затвор осуденици како Гордана Јанкуловска, Милијана Киевски и така натаму. Од друга страна, па лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски вели дека не, со овој кривичен законник што власта сама се го изгласа со европско знаменце, само се подготвуваат за опозиција и да се спасат од енормни казни затоа што ќе одат во опозиција и против нив ќе има сигурно судски постапки за криминалите за кои што во моментов има сомнеш, а не се случува реално ништо. Која е вистината? Видете, прво треба да ги симплифицираме работите. Која беше целта на формирањето на Знаете како се крене една голема прашина дека Никола Груевски на голема врата сега ќе се врати во Македонија и еве со овие измени единствено тоа беше дилот, ајде така да се изразам. Видете, прво
како што реков, да ги симплифицираме работите. Формирањето на специјалното јавно обвинителство не беше со намера да воведе правда во Република Македонија, туку беше со цел да се промени името на државата и да се сруши власта на ВМРО-ДПМН. И тоа треба да не биде на чисто. Имаме ситуација во која што тоа специјално јавно обвинителство единствено што успеа беше да набавката на Мерцедесот, која што до ден денеска го гледаме дека го користи и премиерот и сите гости. Во кој случај бевте вие обвинети? Талер? Во Титаник. Во Титаник. Да. Се. Тоа е една работа. Значи тука треба да биме начисто дека огромен дел, можеби најголем дел од сите тие процеси кои што оваа власт преку специјалното јавно обвинителство или преку јавното обвинителство ги започна, има чиста политичка цел за да извршат притисок врз поединци или врз политичката партија ВМРО-ДПМН за донесување на одлуки. Тоа е едниот пакет. Другиот пакет беше класичен рекет против бизнисмени. И тоа го видовме. Го видовме на телевизија, го видовме на снимки, го видовме на камери. Значи прво тоа треба да го земеме во предвид. Второ треба да земеме во предвид дека голем дел од луѓето кои што политички беа внесени во овие процеси беа по судови, по притвори, по затвори, по постапки веќе 6 години. Веќе 6 години. Ако некој требало да се пазари, требало да се пазари на почетокот на ова, а не на крајот. Ме разбирате? Кој има интерес од ВМРО-ДПМН денеска на 4 или на 6 месеци од избори да прави пазар со оваа власт? Ме разбирате што сакам да ви кажам? Од тој аспект, мислам дека треба да бидеме најасно и на чисто. ВМРО-ДПМН нема потреба од пазар. И да не се случат, сакате да кажете, тие предвремени парламентарни избори што ги бара ВМРО-ДПМН, сепак еве ги тука се редовните. Веднаш после Нова година ќе треба да се формира она пржинска влада, техничка влада со значи толку е уште 3-4 месеци до практично започнување на процес на промена на власта. Ако е вака како што вел, тогаш на вистина треба да ги бараме кои се причините за носење на овој закон. Кривичен закон кој што направи голем проблем заради тоа што не ги третира граѓаните еднакво. Јас немаше да имам ништо против носење на ваков закон, ако овој закон линеарно ги намалеше казните за сите кривични дела и ги тангираше и оние случаи кои што малкуцка ги злоупотребуваме, а луѓето си имаат проблем, украл кебапчиња, украл ова, удрил шамар на комшијата и така натака, ги имаме луѓето се судат со години и си лежат казна затвор. Во овој случај не имаме апсолутно злоупотреба на социјалните мрежи се толку моќни, токму ова што го кажувате, тоа и се пишува по социјалните мрежи, дека со овој закон практично повластени граѓани. Повластени граѓани. Така. Политичарите се заштитени, а граѓаните за кебапчиња одат во затвор и видите, влечат судски постапки за кои што потоа сериозно плаќаат, мислам, тоа се навистина сум. Дека овие политичари кои што сега раководат Република Македонија се свесни какви злоупотреби направија на јавно обвинителскиот и на судскиот систем во Република Македонија со нарачување на обвинителни акти, а во некои случаи со нарачување на конкретни казни против политичари од опозицијата. Мислам дека се свесни и мислам дека една од најзначајните причини зошто се решија на собствена штета, на штета на рейтингот на владата и на политичките партии на власт, сепак да протуркаат ваков закон. Ќе направиме кратка пауза за реклами, а веднаш потоа се враќаме и со другите теми. Имаме законот за амнестија, треба да го опфатиме, пораките од европејците кои што изминатиот период и како нели одеднаш дојдоа во Македонија со секакви некакви пораки и секој си ги толкува како што сака. Ме интересира вашето мислење за тоа какви пораки добива Македонија и дали навистина можеме да сметаме и да се надеваме дека ќе бидеме 28-та членка во Европската унија, нешто што не обидува и премиерот Ковачевски, а денеска имаше една интересна изјава во која што кажа дека ако влеземе во Европската унија за 5 години за 100% ќе ни се покачат и платите. Почитувани, останете тука, има уште многу интересни теми во продолжение, само реклами и се враќаме веднаш.
Добре дојдовте назад во политичкиот магазин За или против, Илија Димовски вечер вас со мене. Димовски, застанавме до една тема за која што сакав само така чисто да прокоментираме, бидејќи министерот за правда Кренар Лога го поднесе предлог законот за амнестија. Вчера се прошати и по затворите без новинарите, меѓутоа објави некои фотографии. Еве и Мицкоски вели дека имаме министер за правда кој што тера политика само на социјални мрежи. Новинарите немаа можност да ги видат условите во затворите, но од сликите или фотографиите што ги објави Кренар Лога на социјалните мрежи и ги пушти како соопштенија до медиумите, се гледа дека навистина и сите знаеме дека условите во затворите се катастрофални и со тоа некако ја го оправдува овој закон за амнестија, меѓутоа тој нема да важи за сите, односно осудените за 27 април не влегуваат во овој закон затоа што се обвинети за тероризам. Што мислите за овој закон и дали треба да ги опфати и овие осудени лица? Не сум видел текст, не знам која е суштината на предлогот кој што го спрема министерот за правда, но има едно многу значајно правило во правната наука. А тоа вели селективна правда е неправда. Односно би сакали на тоа и на таков начин и да ви дадам одговор, ако не бидат опфатени вие неправедно осудени луѓе во случајот за 27 април, мислам дека ова ќе биде една голема неправда. Во ред ќе имате можност да го разгледате и имено и Христијан Мицкоски, лидерот на ВМРО ДПМН, тоа го кажа дека во моментов не го виделе се уште законот, да го разгледаат па ќе го кажат својот став, меѓутоа овие прашања ги темелам на реакциите на вистина од социјалните мрежи, затоа што граѓаните сметаат дека не може едните кои што биле во собранието или ги отвориле вратите да се на слобода, а другите да скапуваат веќе по затворите. Видете, со тоа што мора да потенцираме дека ваков закон оваа власт втор пат ќе сака да донесе и секогаш тоа го прави пред избори. Да бидеме на чисто дека идејата на владата е апсолутно од аспект на предстојните избори. И да се удвараат на дел од граѓаните, но и со дел од тие луѓе кои што се во затворите можеби планираат да тераат сериозна политичка агенда во следниот период. Но повторувам, најбитно е селективна правда е неправда. Без да бидат вклучени и овие лица за кои што зборуваме, апсолутно мислам дека нема ни потреба да се разговара на оваа тема од страна на опозицијата. Заклучивме дека овие закони не се европски, претходните два за кои што разговаравме за ово и за тој пред рекламите. Малку да позборуваме за пораките кои што доаѓаат од странците. Имено хан денеска побара политичките сили во земјава да се однесуваат како национален фудбалски тим. За да се дојде до членството на Македонија во Европската унија, како што рече 28 членка нели на ЕУ, хан побара од главните политички сили во земјата да работат заедно за таа последна цел и да ги остават на страна партиските политички интереси кои можат да ги користат на многу други прашања, но сепак порача дека реформите се клучни. Изминатиот период имавме низа дипломати кои што дојдоа во оваа држава и кои што ја упатија пораката за уставни измени. Сметате ли дека вратите на Европската унија за Македонија ќе бидат отворени единствено и само ако поминат уставните измени и бугарите влезат во уставот? Комплексно е прашањето. Ајде првин да го искоментираме господинот Јоханес Хан. Мислам дека тој сега комесар за сосема други прашања беше комесар за проширување на Европската унија во периодот на спроведување насилно на Преспанскиот договор во Република Македонија. Тој е еден од клучните политичари, меѓународни политичари кои што во Македонија ветуваа забрзан пат на Република Македонија кон НАТО и кон Европската унија доколку се случи промената на името на државата и дека тоа е последната работа која што Република Македонија треба да ја направи. Затоа мислам дека би било коректно да го запрашаме докај сме со ветувањето кое што го дал меѓу другото и он лично. За да можеме адекватно да ги третираме изјавите. Исто така тој е политичарот кој што даваше упатства за спроведување на парламентарни процедури на балкански начин. И ние не го памтиме по добри совети, не го памтиме по добро однесување спрема Република Македонија. Но сепак, без разлика на нашите чувства, ние треба да останеме свесни дека
нашата патека кон Европската унија не треба да зависи од изјавите и од поддршките или укорите од Јоханес Хан или од било кој друг политичар, туку треба да зависи од степенот на наша свест и спремност да ги европеизираме секојдневните постапувања на системот кој што ја управува државата. И тука не мислам само на владата, туку мислам на целокупниот политички и државен апарат, без разлика дали е правосудство, обвинителство, локална самоуправа, централна влада, јавни предпријатија и така натака. Знаете, комплексна е целата оваа тема заради тоа што кај нас политичарите се обидуваат да ги извлечат само аргументите, говорите и пораките кои што им одговараат. Јас мислам дека се уште во Македонија нема здрава дебата околу европерспективата на Република Македонија и нејзината реалност, визибилност и догледност. Прво, јас имам дилема дали се уште на маса како понуда спрема овој регион постои понудата за полноправно членство во Европската унија. Ќе позборуваме малку и за тоа. Тука имам дилема. Второ, се отворија дилеми, да. Второ, имам сериозна дилема дали воопшто може да се случи било која од државите од така наречениот Западен Балкан сама да влезе во Европската унија или ќе дојдеме во ситуација да мораме сите заедно после решавање на сите отворени прашања да влеземе во Европската унија. Но да подсетам дека кога зборам за сите отворени прашања, прашањето кое што ние го имаме со Бугарија е најмало, најбезначајно, најбенигно во целата работа. Знаете, тука има прашања од аспект на односи меѓу Србија и Албанија, од аспект на Косово, од аспект на внатрешното уредување во Босна и Херцеговина и така натаму и така натаму. И третата работа која што треба да имаме во предвид е нашата желба за влез во Европската унија е легитимна. Да, трговската размена, културната размена, се ни е поврзано на некој начин со Европската унија. Но прашањето е, ако ние денеска имаме по некои проценки 30.000 наши граѓани кои што годишно ја напуштаат Република Македонија, се наметнува прашањето без да го спремиме системот и без да го подобриме системот и економскиот стандард, доколку утре станеме членка на Европската унија, колку луѓе ќе ни заминат во Европската унија. Зошто? Заради тоа што претходните искуства говорат дека кога Бугарија, Романија, Полска, Хрватска стануваат членки на Европската унија, тогаш им се случи најголемата депопулација, најголемото иселување од своите држави. Заради тоа што во тој момент граѓаните на именуваната држава можат целосно слободно да користат здравствени, социјални права од вработување и така натаму. Затоа мислам дека ние како држава, како луѓе, како систем треба да најдеме начин да ги забрзаме прво процедурите, постапките, реформите кои што ќе значат подобрување на состојбата во Република Македонија пред да станеме членка на Европска унија. Заради тоа што ако станеме членка на Европската унија, меѓутоа да, реформите меѓутоа паднаа некако реформите во втор план. Барем во пораките кои што ги упатува. Ние имаме влада која што и фон дер Лајен, и Мишел, и сите ними. Вие во прашањето тоа го нафрливте. Ние имаме влада која што сите своји слабости, сите своји грешки и нереализирани очекувања се обидува да ги спакува во едно ветување спрема децата, како ајде за нова година ќе ви дадам поклон. Така среде лето се случувало, за нова година ќе има поклони и сега детето треба неколку месеци да живее во очекување какви ќе бидат поклоните за нова година. И ние таква влада имаме која што вика да, стандардот е лош, инфлацијата, самата влада кажа дека инфлацијата на храната во Европска унија 11%, во Македонија 46%. И сега владата наместо да превземе мерки околу таа работа, вели, знаете, кога ќе станеме членка во Европската унија, ќе бидат платите 100% поголеми. Извинете. Кога станеме членка после 5 години, тоа е денеска изјава од премиерот Димитар Ковачевски дека платите во Македонија ќе бидат за 100% повисоки за сите. Нема да станеме членка нити за 5 години, нити за 10 години. Тоа исто така
Треба да им го кажеме на граѓаните, но и политичарите треба меѓу себе да си го признаат за да направат агенда што треба да сработиме во овие 10 години. Наш главен проблем во овој момент не ни е влезот во Европската унија. Да, тоа ни е врвен приоритет заради остварување на нашите државни и национални интереси, но главен проблем во овој момент ни е депопулацијата на нацијата, депопулацијата на државата. Ние ќе дојдеме во ситуација за 5 години да нема кој да плаќа даноци, да нема кој да плаќа придонеси, државата да не може да обезбеди основно функционирање нити на здравствен систем, нити на образовен систем, нити на исплаќање на плати на вработени од државна јавна администрација, нити на исплаќање на пензии. Нас најработоспособното население, она население кој што најмногу може да создава, не заминува од државата, како што реков, по проценка некаде околу 30.000 луѓе годишно. Тоа е врвниот приоритет и врвниот проблем. Каде сакате завртете се околу вас? Сите имаме пријатели, роднини, братучеди, кои што ни заминале во минативе 5 години, или ако сакате погледнете ги бројките на учениците во Боговење, во Желино, во Струга, во Тетово, во Скопје, во Виница, во Струмица, погледнете ги бројките на ученици или на новородени деца, какви биле пред 6 години, какви се денеска. Ние губиме субстрат, ние губиме економијата секој ден со иселување на најработоспособното население. Има оглас за вработување во Бехтел и Енка за 2000 луѓе, се јавиле само 360 луѓе за тој оглас. Значи, државата е пред сериозен економски колапс. Ме интересира краток коментар околу изјавата чинам беше на австриската министерка за надворешни работи дека во ред, добро, можеби и да ги отворат вратите за Европската унија за уште неколку членки да влезат и да седнат на таа маса, меѓутоа нема да носат одлуки како останатите членки. Мислите ли дека Европската унија сега бара модел како ќе фигурираат во европското семејство државите од Западен Балкан? Видете, тие се истите пораки кои што француската ќе бидеме ли на исто ниво со нема да бидат. Еве со Полска да земеме. Не, никогаш нема да бидеме на исто ниво со Полска. Никогаш нема да бидеме на исто ниво со Чешка. Никогаш нема да бидеме на исто ниво со Хрватска. Во одлучување, вело. Добро. Значи, затоа ја поставив дилемата дали на маса се уште стои понуда условената понуда, нели, со реформи, со преговори за полноправно членство во Европската унија. Тоа нема да се случи. Но не треба да паѓаме во несвест, тоа го гледаме како политичка позиција на Француската република веќе 6-7 години наназад. Тоа не е ништо ново. Тоа го гледаме се почесто во изјавите на германскиот канцелар Шолц. Иако Германија допред неговото доаѓање на власт беше најсериозниот и најсилниот поддржувач на процесот на проширување на Европската унија. Имаме очигледна промена во германската позиција. Ако сме знаеле дека французите биле резервирани секогаш, германците биле секогаш агресивно за. Сега и тука имаме промена. Ги имаме тие изјави повторно и од Европската комисија, од Мишел, од фон дер Лајен, од австриската министерка и се погласно и погласно ги слушаме тие изјави. Добро, во ред. Ние како држава прво треба на граѓаните да им кажеме. Овој притисок кој што се врши врз нас за промена на устав или за било какви одстапки во иднина поврзани со договорот со Бугарија, со протоколите, со Преспанскиот договор и така натака, дека возвратната добивка за Република Македонија нема да биде полноправно членство. Па граѓаните, политичките партии нека одлучуваат дали. Не слушнав од Бујар Османи до сега некоја таква информација и таква изјава. За жал, се уште сме во фаза на манипулирање. Но, она што нас суштински ни е потребно, и тука треба да бидеме искрени и отворени, ни е економско интегрирање со Европската унија целосно. Да, ние имаме ниски царински стапки кои што се по 1%, но ни треба целосно економско интегрирање со Европската унија за да можеме позабрзано да го либерализираме економскиот сегмент. Но од друга страна, без реформи во правосудството, без подобро функционирање на државната управа, на инспекторатите и така натака, бадијала ќе биде и тоа. Затоа велам, комплексен е системот. Оној политичар кој што ќе ви каже дека со влезот во Европската унија сите проблеми ќе се решат, тој политичар ве лаже. Едноставно е, ве лаже. Не. Влезот во Европската унија различно влијал на различни држави. Ги имате Хрватска и Бугарија. Хрватска влезе во Европската унија после Бугарија. Денеска Хрватска е 10 пати поорганизирана и посредена држава од
Бугарија која што ги влече сличните проблеми како што и ние ги имаме тука во јавното обвинителство, во правосудството, во функционирањето на мафијата, во функционирање на институции и така натака. Значи самиот влез во Европска унија не значи средување на работата. Наметнавте со ова што го кажавте на крај и за криминалот и за корупцијата и за се останато. Немам уште многу време, сакам да ве прашам за коментар за една тема која што вчера ја објави телевизија Алфа, имено за 10 години 16 милиони евра, само оваа година речи си 6 милиони евра групацијата Евровија со нејзините сите подружници, кои се главни финансиери на ДУИ, ја зголемува соработката со државата и се почесто добива тендери, значи добива тендери на сите полиња, а последно е избрана и за главен подизведувач на Бехтел Јенка. Значи, полициска станица во аеродром Граделе, набавка за, не знам, за кафе, за клупи во паркови, не знам што, сите тендери крупни, сериозни во оваа држава, некако се провлекува името на групацијата Евровија. Тоа се фирми, меѓутоа кога ќе отворите ќе забележите дека тоа е групацијата на Евровија. Тие организираат и настан на ОПСЕ, па Бујар Османи велеше дека прв пат слуша за таа фирма, па потоа ние повторно медиумите нели дојдоа на сцена, па кажа еве ви како е прв пат слушате кога е финансиер на вашата партија. Коментаров ми интересира ваш во однос на Бехтел Јенка и во однос на сите овие скандали преќутени од сите институции. Видете, одговор на овие прашања во нормална држава не треба да даде ниту еден политичар, туку треба да даде јавното обвинителство. Секогаш кога сериозни медиуми, како националните телевизиски станици, во други држави би отварале вакви скандали, во нормалните држави, кои што се членки на Европската унија, има постапување од страна на државните органи. Без разлика дали тие фирми, дали тие бизнисмени важат за блиски или за далечни од актуелната власт. Во најмала рака, ако се е чисто и ако се е според закон, зошто тогаш некој се плаши па да има истрага, предистрага, инспекторат, УЈП, финансова полиција и така натака и така натака. Зошто би се плашал ако се е по закон? Ние очигледно имаме загушување на таквите постапки кои што се однесуваат на владеачките партии, но од друга страна ви прокоментирав, имаше агресивно употребување на специјалното јавно обвинителство и на редовното јавно обвинителство против луѓе од опозицијата, со притисок да се гласа за промена на име, да се направат поделби во ВМРО-ДПМН, да се направат поделби помеѓу пратениците. Тоа е спрема едните, а спрема другите имате комплетно замижување. За жал за Република Македонија и за низините граѓани ќе мора да чекаме промена на власта за да видиме расчистување на овие скандали. Но тоа не прави. Знаете како целиме кон Европската унија, меѓутоа постојано секојдневно. Јас дека тоа не прави незрела држава во очите на европските дипломати и тие со право, често и со право, реагираат дека да, во ред, гледате, не знам, холандскиот амбасадор или некој од оние по вокални политичари од западните држави кои што ви велат да уставните измени се дел од некој таму билатерален договор меѓу вас и Бугарија, но реформите се клучни. Нема да се случи ако не ја средиме државата, ние лесно да се протнеме како што се протна Бугарија или Романија или Хрватска во членство на Европската унија. И во една минута само ме интересира да се влезе во Европската. Избори? Кои се информациите ваши? Ке има предвремени парламентарни избори? Се калкулира со некои месеци, јануари, не знам. Немам информации околу тоа. Ако гледаме што е интересот на државата, тие треба да се распишат уште утре. А ако гледаме дека практично не прокоментиравме, 1/3 од предметите на учениците во основно образование немаат учебници. Така имаме 25% исполнување на квотата за запишани студенти на факултетите. Немаме луѓе во државата, немаме луѓе да ги вработиме за капитални инвестиции. Ние имаме 700 милиони евра дефицит до вчера. Че сме потрошиле како држава 700 милиони евра повеќе од колку што сме собрале. 700 милиони евра е да направите автопат од Велес до Битола со 6 ленти. Толку се потрошени за не знам што. На Виделина немаме видено ништо, нити спортски сали се градат, нити се градат болници, нити се набавува здравствена опрема, нити се набавуваат возови, нити се набавуваат возила за брза помош, нити се градат училишта, градинки, водоводни канализациони системи, ништо не се гради,
А државата е дупло позадолжена од она што беше задолжена до пред доаѓање на власта. Трошоците кои што ги има владиниот систем сега се дупло поголеми од она што беа пред 5 години. Државата троши дупло повеќе пари од колку што трошеше пред 5 години, а виделе да нема ништо. Затоа не зафанавме многу од тие теми, но јас сум прилично песимист како се развива работата и сум прилично загрижен како и следната влада во како временски рок и во каква динамика ќе успева да ги затвори, да ги санира сите овие последици кои што ќе ги имаме. Ви благодарам за вечерашното гостување во телевизија Алфа. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Останете и натаму со нашата програма. Од мене се најдобро и пријатно.